Велат дека младите се вистинската суштина на иновацијата. Добре дојдовте во овој посебен подкаст, ке го наречеме, каде што токму со младите ќе имаме можност да разговараме за толку многу значајни теми, за кои што, верувајте ми, ќе сакате да останете во следните минути, да бидете со нас и да не проследите, бидејќи наградите за младинско учество се тие кои што ни се во фокусот на вниманието. Младите бестрашно уриваат бариери за редефинирање на заедничката иднина на сите нас, но истовремено овозможувањето, еднакви можности, вклучувањето на сите млади во еден процес и ставањето на трасата да можат да изодат и да бидат потурнати, но и помогнати, е нешто што нивниот несогорлив жар постојано го поттикнува и на тој начин, оставајќи ги младите да ја градат иднината, тие градат и за нас, но и за себе, но и за генерациите после нив. Ке започнеме токму со првата категорија, која што се однесува на неформалните групи на млади. Таму добитниците на наградата се училишниот спортски клуб ДСУ за рехабилитација и образование Свети Наум Охридски, кои истакнуваат дека ќе продолжат со нивната цел, а тоа е вклучување на повеќе ученици со посебни потреби, а во спортот и спортските активности. Одиме со првото интервју. И како што веќе најавивме, зборуваме во првиот дел на овај интервју, од овој подкаст. Ви најавив дека ќе имате можност да слушнете многу искуства, а можеби и да се инспирирате за одредени прашања и токму преку таа инспирација, следната година, вие да земете дел од наградата за младинско учество. Со мене се сега присутни и им кажав уште на почетокот дека за спортски теми ништо не разбирам и да не ме прашуваат ништо за спорт. Јас ќе прашувам, ама многу тешко ми одеше спремањето. Јована Бојковска, ученичка, заедно со Ангела Димовска и Филип Димовски, исто така ученици, но и нивните професори, Анѓелка Пандиловска и Станислав Мирчевски. Што најмногу придонесе за да ја добиете оваа награда како неформална група? Основната задача и цел на нашиот спортски клуб е да вклучи што повеќе ученици со посебни потреби во спортот и спортските активности. Бидејќи тоа го направивме на локално ниво во нашето училиште, со училиштата во околината во Скопје, сакавме да го прошириме делот на дејствување во спортот и спортските активности и на наша иницијатива, со наша идеја и наша иницијатива успеавме преку Федерација на училишен спорт да ги вклучиме и училиштата и учениците од другите градови во Републиката. Така да, на почетокот, некаде пред 5-6 години, имавме 20 ученици и 2-3 училишта кои што беа вклучени во спортските активности. Сега имаме над 250 ученици и повеќе од 23 училишта од основните и средното образование. Значи, она што ни беше цел, преку реализирање на задачите кои што си ги поставивме, низ повеќе спортски активности, пред се тоа се фудбалот, кошарката, атлетиката, пинг-понгот и пикадото, штафетните игри, полигонот, го привлековни вниманието на учениците и на колегите, меѓутоа и со нашата работа кај колегите и учениците стекнавме доверба и сега денес можеме да кажеме дека многу лесно и изгледа едноставно ги организираме и спроведуваме спортските игри на едно многу повисоко и завидно ниво и сите се тука задоволни, среќни и во подготовката, и во реализацијата и после завршување на спортските игри. Јована, кажи ми, што најмногу ти се допаѓа од целиот овој процес на спремање? Сигурно имате тренинзи многу и слично. Па да, имаме тренинзи, играме фудбал и се тренираме по неки пат, или да речеме или секој ден. Кошарка си играме на физичко, ева во интерната си играме пинг-понг, па кошарка си играме кога сме слободни. Неки пат ќе изодат или ќе да прошетат или до паркот ќе истрчаат. И фудбал. И мене ме прави, да, и фудбал играме. И кошарка, и фудбал, и трчање. Да. Тимскиот дел, дека сте сите заедно, верувам дека тоа е и најубавиот дел. Да, најубавиот дел. Мене со другарките и со другарите ми многу убава, многу сакам да се дружам со нив. И многу сакам со нив и да играм фудбал, кошарка, пинг-понг.
Ангела, кажи ми, кој спорт ти е најомилен? Футболот. Футбол. Да. Филип? Кој ти е омилен спорт? Мене кошарка и футбол. Што мислите, што е најклучно и најпотребно да се направи за инклузивниот процес на образованието? Бидејќи ние навистина имаме една сериозна потреба да направиме вклучување буквално на сите во нашиот образовен процес и ова го прашувам согласно вашата работа и вашето искуство до сега. Работам 30 години со овие ученици и ќе си земам за право, меѓутоа тоа е мое видување. Инклузијата е, кога би знал или кога другите би знаеле, сигурно би било многу полесно. Меѓутоа, јас сум за инклузија, меѓутоа не по секоја цена. Инклузијата треба да биде добро подготвена, бидејќи тоа е една широка лепеза на не проблеми, на предизвици, за кои што мислам дека сега не сме подготвени, иако тоа на голема врата се форсира и се турка. Јас еве ќе прашам или ќе поставам прашање за пошироката јавност. Дали е битно инклузија или за овие ученици и за нивните родители, или побитно е низ кој образовен процес овие ученици ќе стекнат повеќе знаење и умења со тоа што ќе зголемат својата самодоверба и ќе станат самостојни граѓани на ова општество и ќе допринесуваат со својата работа и со своите активности. Јас тоа би прашал. Дали тоа ќе биде во редовното образование или ќе биде во посебни паралелки? Мислам дека не е толку битно и важно нити за учениците, нити за родителите. За нив, па во крајна цел, нити за општеството. За нив е најважно низ образовниот процес да се мотивираат и да се извлече максимумот од нивното знаење и умење. Бидејќи секој ученик е специфичен и секој ученик има посебни способности. И тука треба да се работи повеќе индивидуално или во мали групи. И сега, дали е возможно и колку е тоа успешно да се реализира во редовните училишта, во редовните паралелки? Јас мислам дека тоа е избрзано, тоа може да биде мал број на ученици и убаво е што се прави, за да се прифатат различностите. За добар дел од граѓаните во општеството не се познати или не се запознаени со способностите, можностите и потребите на овие ученици. И убаво е преку инклузијата да се согледаат нивните можности и способности, за сите таа емпатија која што треба да развиваме кон сите, па вклучувајќи ги нашите ученици, да биде онака искрена, не само на хартија, него во пракса да действува онака како што треба. Тука само кратко вас ќе ве прашам, Ангелка. Што би им препорачале на младите? Воопшто на младите? Генерално на младите, со оглед на тоа дека, еве јас, например, кога сум бил мал, ќе сакав некој да има да ми препорача да спортувам. Сега веќе може би е касно. Добро, вака сега едно, нели, кратка моје размислување дека на младите светот останува. Тоа е сосема доволно јасно дека тие се кои што треба да бидат двигатели, тие се треба кои што дадат напред, а ние, како беше Станислав, повозрастните, значи да им го возможиме тоа. Младите во денешно време, јас искрено на поголемиот дел им се восхитувам, имаат свои јасни цели, свои јасни идеи, каде и на кој начин туркат. Меѓутоа, ајде повторно да не зборуваме за тоа каква ни е ситуацијата во нашево општество и се што се случува со младите, нормално дека ги разбирам. За тоа што тие навистина сакаат да го направат. Мислам дека доколку условите во наша земја бидат нешто подобри, ако им се пружи можност, шанса да се докажат, верувате, на зборот, вие наши млади деца многу можат. Навистина можат и сакам да успеат во тоа. Жал ми е што толку многу, значи млади лица, млади умови и тоа добри
умови што велат, значи интелектуалци, добри, образовани лица, својот пат го наоѓаат надвор. Нека останат во Македонија би било моја неголема желба и тука да го најдат она кое што е потребно за еден нивен целокупен здрав живот. Мислам дека во последните години гледам дека многу млади, во смисло не поголемата генерација, зборам од помалата, значи од основното училиште па средно, да, навистина сака да спортуваат, навистина сака да дават се од себе и спортот како таков, значи ми е баш она што се вели издувен вентил, јас тоа го велам за нештото, некој нивен проблем, па ќе одат тамо, ќе се стрчаат, ќе направат нешто. Тоа е следно, како предизвик. Ние ќе продолжиме да работиме без разлика што добиваме или не добиваме награди. Тоа е наша мисија. Тежок збор можеби мисија, меѓутоа ние сме си поставиле таква јасна цел во животот да помагаме она што го знаеме и умееме, да го споделиме со нашите ученици и горди сме и среќни кога ќе видиме дека нешто што ние сме им го дале како знаење и умење, нешто што сме им промениле во навиките во нивниот живот, они го применуваат и го живеат. И тога сме најсреќни и ништо повеќе. Имаме многу активности, многу сме активни и малку ни е овој простор што ни го давате, меѓутоа ви благодарам за вниманието и време. Дали имате спортски поздрав пред да излезете на терен? Имаме, да. Вака.